Густ чат и смрдеа ги гуши жителите од околината на Скопски Ѓорче Петров. Неконтролираното фрлање отпад во депонијата во Новосело ја направи темпирана бомба, која се заканува со екоцид. Алармираат граѓаните кои денеска излегоа на нов протест и побараа итни решенија. Кога ќе излезете на улица овдека, значи да отидам до продавница, јас се враќам како да сум бил некаде на чадење овака. Значи неподносливо. Жителите обвинуваат дека камиони нелегално, а со дозвола од надлежните, секојдневно носат секаков вид отпад и го потпалуваат, па смрдејата се шири и низ општините во околината. Ѓубрето се влева и во коритото на реката Лепенец, од која Скопје црпи и питка вода, па стравуваат од зарази и епидемии. Огромни камиони цел ден се влечат до депонијата. Навечер пушти кибритот, запали гумите и диши народот. Значи нема спас од ова. Ние прв пат, втор пат и нареден пат нема да престанеме со протести. Од општината Ѓорче Петров тврдат постојано вршат контроли, а во 6 месеци изречени биле 18 казни за нелегално депонирање отпад. Градоначалникот Александар Наумовски вината ја префрла на претходната власт, но и на дел од граѓаните кои немаат договори за одлагање на домакинскиот отпад. Системско решение вети и скопскиот градоначалник Шилегов, а пари тврди ќе има во 2020 година. Сепак, без конкретен план и акција за дел од активистите, ветувањата се излишни. Подитно во агендата и на претениците, и на владата, и на градоначалниците децата да им бидат фокус, да нема популизам во борбата за чист воздух, туку треба да има заеднички консензуален став, дека ако не го решиме проблемот, не само детската клиника во Козле, туку многумнина и млади граѓани веќе почнуваат да се иселуваат, како една од главните причини наведуваат невозможноста да живеат во загаден воздух и загадена животна средина. Депонијата во Ѓорче Петров ги мачи жителите повеќе од една деценија и е само уште еден фактор поради кој оваа општина неретко е лидер во аерозагадувањето.